Почитувани граѓани, почитувани медиуми, додека Мицкоски зборува за некаква силна економија, Македонија се наоѓа пред историски најсериозната економска и финансиска криза, каква што не памети во земјава од нејзиното осамостојување. Согласно сите индикатори кои се однесуваат на стабилноста на економијата и финансискиот сектор, укажуваат на тоа дека владата се наоѓа во сериозен кризен менеджмент, особено во Министерството за финансии. Тоа што како печурки никнуваат разноразни аналитичари кои зборуваат за некаков економски раст е само потврда дека јавноста се подготвува за сериозна криза. Реалноста сепак е диаметрално спротивна. Фактите говорат дека буџетот е пред целосен крах. Повратот на ДДВ за фирмите не се враќа. Фирмите од најголемите извозници до малите бизниси немаат поврат и ги трпат последиците. Немаат ликвидност, немаат пари за плати, се задолжуваат. Ова е прв јасен индикатор дека во државната каса нема пари. Истовремено земјоделците чекаат за субвенции што одамна требаше да ги добијат. Најавите за рекордна поддршка се целосна лага, реалноста е дека нема пари на сметките на земјоделците. Пари за субвенции се должат на сточарите, производителите на раноградинарските производи, а проблем имаат и оризопроизводителите. Без овие пари не само што нема рекордна поддршка на земјоделците, туку има и рекордно осиромашување и девалвирање на земјоделското производство, со што Македонија се повеќе станува увозно зависна дури и за храна. Доцнат плати во институциите, вработените во образование, култура, дури и дел во јавната администрација, за прв пат во 35 години од независноста на државата, не се сигурни дали на први ќе ја добијат својата плата. Последен ваков случај почитувани е со доснењето на платата во Министерството за внатрешни работи. Ова не се исклучоци, ова се редовни месечни проблеми во различни сектори. Владата ветуваше нов економски циклус, а денес на половина година има реализација под 20% на капиталните инвестиции, што е најсериозен индикатор дека економијата не само што нема историски раст, туку е во сериозна стагнација. Тоа значи дека ништо не се гради, ништо не се движи економски. Ниту проекти, ниту вработувања, ниту локален развој. Единствен сериозен капитален проект во овој момент е коридорот 8 и 10, започнат во времето на владата на СДСМ. Да биде ситуацијата почитувани уште потрагична, 1 милиарда евра од унгарскиот кредит кој треба да го враќаме сите во наредните 2 децении е потрошен на сервисирање на редовни обврски на државата, а не за економски и капитални проекти како што беше најавувано. Она што е уште поопасно е што ВМРО-ДПМН се обидува да ја прикрие оваа катастрофа. Зборуваат за тоа дека Македонија е економски тигар, а проекциите за економијата покажуваат нешто сосема друго. Економски раст од најмногу 2,8% во услови кога инфлацијата е над 3%. Тоа почитувани не е раст, тоа е негативен раст. Македонија не оди напред, туку тапка во место или уште полошо се враќа назад. Значи, растот кој што сака владата да го представи е резултат на инфлаторно зголемена потрошувачка, а не на продуктивност, инвестиции или извоз. Кога цените растат, се зголемува номиналната вредност на БДП, а тоа значи дека граѓаните плаќаат повеќе за истата количина производи и услуги, ама имаат помалку. Владата мери лажни проценти, а граѓаните мерат сиромаштија во денари, гледајќи како цените растат брзо и побрзо од нивните плати, а нивните паричници се празни. ДПМН, Влен и привезокот Знам мора да одговорат и да не се крие. Дали е точно дека најголемиот дел се потрошени за тековни расходи затоа што нема пари во буџетот? Банкарскиот сектор е информиран да внимава со проектите, да не одобрува брзо, бидејќи државата не им префрла средства. Зошто? Повторно, затоа што нема пари. Ова економски колапс, крах кој веќе се случува. Владата нема одговори, затоа што одговорот е еден. Буџетот е празен. Дали Македонија е пред државен банкрот? Дали не очекува грчко сценарио? Ви благодарам.